споменати дека од самиот почеток кога се појавува се користи во едукацијата и посебно има едукативен филм кој што генерално низ приказна ги учи, односно превесува одредена порака која што полесно се прифаќа затоа што филмот е забавен, младите сакаат да го гледаат, многу лесно се отвара дискусија преку него. Во македонското општество некако овие моменти во изминатите повеќе од 10 години се поразлични. Колку сметате дека филмот е корисна алатка во наставно-образовниот процес? Филмот не е само медиум кој што забавува. Тоа е еден прозорец кон светот. Се смета во поново време дека тој може да ја трансформира наставата, односно учениците наместо да бидат само конзументи на аудиовизуелната содржина, воедно да бидат и создавачи, но и воедно и да анализираат содржината. Значи ова е медиум кој што инспирира, забавува, но и учи. Дали учениците, творејќи филмови со теми кои ги засегаат нив, можат да бидат едукативен пример за професорите? Секако дека да. Учениците се моторот, двигателот на иднината, на општествените промени. Нивното активно вклучување во културата е доста значајно, бидејќи тие можат, освен да се самореализираат, воедно и да придонесат преку создавање на филм, да придонесат со својата емоција, со својата нарација и одредени промени, односно тие едноставно можат да им покажат на наставниците дека не само што развиваат љубовитност да гледаат филмови и критички да ги анализираат, туку и да го создадат она дело и да опфатат онаа тема која навистина смета дека е многу тешко да се изрази само зборовно, туку подобро е да се користи еден визуелен фрагмент кој што ќе ги покаже нивните длабоки чувства и ќе ја пренесе значајната порака. Мислите ли дека во образованието треба да се воведе предмет филмска и медиумска писменост и дали тоа би имало полза кај учениците? Јас веќе подолго време се залагам во оваа насока. Медиумската писменост веќе е внесена како составен дел на наставната програма, меѓутоа некако филмот повеќе се применува како едно киноискуство или пак како еден фрагмент дидактичко додатно помагало кое што вообичаено се користи од страна на наставникот доколку сака да допре подлабоко до одредени ученици или да ги потикне на одредена дискусија. Од 2022, значи кога се создаде работната група за филмска писменост како четврта хоризонтална структура на мрежата на медиумска писменост, ние се движиме во насока да ги вмрежиме овие две писмености и секако да овозможиме филмот кој што воедно е уметност, медиум, но и индустрија да помогне во активно вклучување на младите во свет во кој што тие ќе придонесат за поотворено, покултурно и потранспарентно едно општество. Се заблагодарувам за убавите одговори.